Си била еднаш една коза и си имала 7 јариња. Еден ден козата се подготвувала да оди по храна во шумата. Деца мои, Им рекла на 7-те јариња. јас одам во шумата, а вие не отварајте никому, зашто ако дојде волкот, веднаш ќе ве изеде. А како ќе го препознаеме волкот? Прашало најмалото јаре. Ќе го препознаете по длабокиот и рапав глас и по црните раце, рекла таа. Само што отишла козата во шумата, некој затропал на вратата. Кој? Се исплашиле јарињата. Отворете, деца мои, јас сум вашата мајка, ви донесов јадење, викнал волкот. Јарињата веднаш го препознале волкот по длабокиот глас, па му рекле: Не си нашата мајка, ти си волкот. Нашата мајка има нежен и мил глас. Волкот отишол во шумата и се обидел гласот да го направи понежен и помил. Како така успеал во тоа, па се вратил пред кукичката на козата. Троп, троп. Волкот повторно затропал на вратата. Отворете, деца мои, јас сум вашата мајка. Ви донесов јадење. Јарињата си шепнале: Гласот е како на мама. Но највозрасното јаре викнало: Ајде, покажи ни ја раката. Волкот се збунил и ја ставил својата црна рака низ прозорецот. Не ти отвораме, волку. Нашата мајка нема црни шепи, викнале јарињата. Се спасиле јарињата. Слушај, што се случило. Волкот отишол кај воденичарот и ги намачкал шепите со брашно. Така, со бели шепи, се вратил пред куќата на јарињата и тропнал. Отворете, деца мои, јас сум вашата мајка, ви донесов јадење. Јарињата слушнале нежен глас, виделе бели шепи и убедени дека мајката коза се вратила од шумата, отрчале и ја отвориле вратата. Волкот влегол во куќата, јарињата, преплашени, почнале да се кријат. Едното под креветот, другото под масата, третото таму, четвртото ваму. Волкот ги нашол и ги лапнал 6 јариња. Леле, колку страшно. А 7-то јаре? 7-то јаре волкот не успеал да го најде. Каде се скрило? Се скрило во големиот ѕиден часовник. И откако ги голтнал јарињата, волкот заспал на тревата зад куќата. Кога мајката коза се вратила, ја видела куќата празна и почнала да плаче, силно да плаче. Од ѕидниот часовник излегло преплашеното јаре, ја гушнало мајка си и раскажало што се случило. Мајката коза и малото јаре направиле план. Го нашле волкот како рчи во тревата. Додека спиел во длабок сон, козата и јарето
uspjale od njegovi od stomak da gi izvadat živi i zdravi site 6 jarinja. Bile presrekni, ja guškale svoja ta majka, a ta ni solzi radosnici im rekla: Brzo, najdete kamenja. Znam kako da mu se odmazdi me naloši od volk. Jarinjata donele kamenja, a majka ta koza gi stavila kamenjata vo stomakot na volkot. Koga volkot se razbudil, otišao da pije voda vo bunarot i... Op! Se strkalal vo nego. Taka kozata i 7 te jarinja se spasile od lošiot volk. Никогаш не треба да отвораме врата на непознати. Така е.